После Преспанското езеро, каде состојбата со повлекувањето на водата и повеќе од алармантна, драматичен пат на водостојот се забележува и кај Охридското езеро. Повлекувањето на водата е највоочливо кај пристанишните делови, а на местата кои беа под вода се појави воочлив каменест дел. Од Електрани на Македонија објаснуваат дека езерото се празни поради чистење на истекот на реката Црндрим во Струга. Како причина се наведува и сушниот период, но хидробиолозите велат дека ваквите варијации на водата штетно делуваат и го ставаат во опасност опстанокот на животинскиот и растителниот свет во езерото. Сега во моменти кога се содруваме повторно со лоши хидролошки состојби, односно сушни периоди, водата е намалена е аналогно и на нивото на езерото, кое што е намалено со испуштањето него од реката Дрим. И на тој начин, имаме постојано неконтролирано влијание кое што човекот го предизвикува и ја нарушува таа состојба која што треба да биде во каналот. Научната фела постојано сугерира дека водата од Охридското езеро не смее да се користи за производство на електрична енергија. Во спротивно велат, секое погрешно менаџирање може да остави сериозни и трајни последици. Ние како наука, да речем, се залагаме постојано дека не може една организација која што произведува струја да управува со истекот на едно езеро кое што тој, да речам, регулативен систем овозможува во даден момент голем пат на самото ниво на езерото, а со тоа и влошување на состојбите на крајбрежните региони. Во моментов сепак најзагрижувачка и понатаму е состојбата со Преспанското езеро, чија вода од ден на ден се повеќе ја снемува. Од бреговите на различни места водата е повлечена од 200 метри па и до 4 километри, зависно од географската поставеност. Од Министерството за животна средина вела дека веќе се интензивираат планираните мерки во делот на прекограничната соработка со земјите кои го делат езерото, преку формирање работни тела кои преку научни истражувања и планирани проекти ќе се обидат да го спасат овој природен басен, но дали најавите ќе се реализираат и во пракса, а не само на хартија како досега, е неизвестно.